И тука е штетноста на договорот, да. Сега очекувавте да го раскинат договорот со Бехтеленка? Според вас требаше Македонија да плаќа сега пари за арбитража и доди по судот за да го раскини договорот со Бехтеленка, вие што го не ги спревртувајте зборовите, не е точно. Вие така ми велите, зошто не го Јас сум сигурен, ја бев сигурен дека немаше да се укине. Меѓутоа, вишок се зборовите. Не се прави политика со договори кои што се подпишани. Тој договор Бехтеленка беше подпишан и тој ќе се спроведе до крај. Благодарејќи на трудот што го направивме ние као ДУИ и као претходна власт. Тоа е завршена прича. Да. И џабе ќе правите муабети. Џабе успут зборувате. Затоа што и правите политика со истото. Ке дојде еден момент, како што дојде заедно со амбасадорката на Америка, излеговте повторно и рековте, ау како убав договор е овој. Никогаш не сме рекле дека така беше. Не, Тоа беше револуционерен ден. Тој ден не беше револуционерен, сега вие додавате зборови и си интерпретирате работи како што да. Така си беше до пред 2 дена. Не, до 2 дена и на крајот на денот кај иницијаторот за подпишување на договорот со Бехтеленка. Кој? Иницијаторот што беше најглавниот водач на континентот. Не го спорувам јас тоа, и уредо е. Да. Меѓутоа што беше целата иницијатива на најкриминогениот договор што постоеше во историјата на Република Македонија. Мислам дека направивме максимални напори да ја запознаеме и јавноста, да предочиме на тогашната влада да не влегува во такви договори кои што не беа од интерес и односно трпеа поголеми штети македонските граѓани. На крајот на денот веќе го сензибилизирате доволно и со францускиот договор, така да е уреду. Ја сваќам дека тоа е политика и ќе дојде еден момент кога ќе треба ќе кажете дека не Јас сметам дека во политиката тоа е најважното, да се преговара, да се разговара и да не се оставаат работите така. Она што може да се промени и вие самиот во воведот спомнавте дека некогаш некој ако направил така во 2008 или 2009 година ќе било вака. Да не оставаме отворена можност, да ги искористиме сите можности и да видиме што можеме да извлечеме максимално во интерес на граѓаните на Република Македонија. До 2065 ако ги оставаме работите 2065-та, сега тоа вашиот скептицизам, не знам, јас па реално не е скептицизам, моите 30 години добри од мои млади години. Прашање, дали доколку Албанија имаше вакви услови за влез во лесно вака ќе ги Што ми хипотетизирате? Што ме врзувате мене со Албанија? Па не затоа што вие велите дека Албанија ќе оди во затоа што вие таква споредба правите, затоа ве прашувам. Не, затоа што вие кажавте. Значи, ова ми е моја држава. Ама апсолутно јас не велам дека не е така. Вие дадовте како пример па затоа држава. Ја ви кажувам, Албанија ќе си оди 2027 за 2 години во Европска унија. Ние ги останеме кој знае уште колку. Додека не му текне на следната влада некој да каже ајде да се собереме, знаеш, да бидеме малку разумни и да си почитуваме некој договор кој што сме го подпишале пред 25 години или 30 години. Затоа се секирам ја. Иначе да стварно е така како што викате. Ве молам утре собрание, иницијатива за укинување на францускиот договор, гласајте го, се завршува причата. Бараме другочаре. Ќе се ориентираме према Кина или Унгарија или према Русија, немаме проблем. Само или најдете друг договор. Направете друг договор. Овој да го укинете. Токму тоа сега го прави актуелна влада. Не го прави. Укинете го. Разговара и седнува на маса да разговара дали може нешто тука да се направи и што е она што за македонскиот граѓанин ќе биде за виднина подобро, а не да се седни само да се подпише договор. Актуелната влада даваше некакви ветувања пред изборите, мора да го исполни тоа пред македонските граѓани. Ветувањата беа дека ќе биде подобрена таа рамка и така натаму. Да не се задржиме за оваа тема, би сакала малку и околу неколку теми во делот на најавено е дека ќе се објави обвинението за Пулс. Обвинителот Коцелски утре ќе одржат со неговиот тим пресконференција за досегашната постапка. До сега 47 лица се опфатени во истрагата за тешки дела против општата сигурност. 14 полициски службенци се прибираат докази. Едно од обвинувањата и на ДУИ беа дека се води селективна истрага. Се уште сметате така? Нели нема во овој период предистражен да зборуваме за факти и аргументи. Нели така треба да биде. Добро. Нели не треба. Или првиот ден после трагичниот настан каде што 60 деца погинуваат, правиме политика. Значи апсолутно дека се работи за ставот, стојам на ставот дека се работи за селективна правда во ситуацијата. Меѓутоа сите дискусии кои што треба да се направат, молам да се остават од кога обвинителите ќе донесат еве утре да кажеме после
утрешниот ден можеме нешто и да продискутираме. Можам јас да застанам, например, да одбранам некого кога не ги знам аргументите и фактите. И кога би можел хипотетички да го сменам правецот на како се вика на самиот процес. И не е убаво да се дискутира. И не е убаво ова работа да се политизира до тоа ниво. А јас сметам, дефинитивно сметам дека таму се политизира многу. Целата ситуација. Кој политизира? Како? Кој политизира? Па политичарите. Политичарите. Ова работа веќе е на обвинителство. Не треба политиката да се меша во таа работа. Тоа е работа да. Меѓутоа смешно е министрот 2012 година да се уапси. Смешно е за мене. Зборувате за Бектеш? Смешно е министер кој што бил пред 15 години да се уапси за некоја работа која што е тековна сега и грешките сега настануваат. Али дефинитивно не сакам јас да влегувам на детали, заради тоа што обвинителството ќе треба да работи независно во однос на политиката. Секој политичко мешање, ние сме политичари. Секој политичко мешање во таа работа, мислам дека Добро, ќе го видиме интегритетот сега и на обвинителите, на судиите и низ овој случај. Јас би додал само дека овој немил настан незапаметен досега на територијата на оваа држава и на Балканот и на пошироко, 60 млади луѓе кои што пред нив стоеше иднината, требаше да работат и да поправаат состојби и да го поправаат целокупното општество во држава, веќе ги нема и тоа е исклучително за жалење и нема тука поправен испит. Не се согласувам со тоа дека системот мора да го поправаме ние. Сите порозни елементи кои што ги имаме во овој систем мора да се поправат. И јас би оставил, мислам дека органите на прогонот и истражните органи и обвинителството и судството ќе бидат овој пат на висина на задачата и да конечно и во Македонија да памети случај каде што се направила непристрасна истрага, каде што не се гледало нити политика, нити пријатели, нити блиски до овие и до оние, туку на вистина оние кои што придонеле оваа несреќа да биде ваква и од вакви размери, да си добијат заслужена казна и да биде пример за секој иден кој што работи несовесно и не ги почитува законите на оваа држава. И тука мислам дека треба да заокружиме, иако за дневна политика многу се злоупотреби овој настан и мислам дека и сите оние кои што се обидоа да соберат некој дневно политички поен за поправање на рейтинзите, навистина погрешија. Македонскиот народ е доволно мудар и знае да прецени се она што се прави. На таква несреќа не смеевме да си дозволиме како држава, а тоа и на дневна основа се користи и денеска во собранието се користеше, дека нема политички поени на ваква трагедија. Апсолутно нема. А од она што го гледаме и она што како ситуација, дека навистина беа сега на висина задачата. И органите на прогон, меѓутоа и обвинителството и судството, дека работат на овој случај и сметам и убеден сум дека конечно ќе се определи кој е виновникот и дека ќе се добие заслужената казна затоа што ова не смее да помине како се досега што поминува во оваа држава. Да. За жал истото многу се политизира и за жал има во Македонија некои термини и некои концепти кои што се заборават. Институтот оставка е голема работа. Тоа е морална одговорност. Ја не зборувам за конкретна одговорност. На кого целите се? Кој требаше да даде морална одговорност. Колку во Македонија дали знаете колку дали оставка при вакви масовни несреќи? Или имаше проблеми? Имаше повеќе несреќи. Колку имат оставка функционери? Се сеќавате ли? Што не се сеќаваме? Не се сеќавате? Да. Па јас сум еден од нив. Вие зборувате за модуларната болница, така за тоа, да. Така да, постои таков институт на морална одговорност, каде што не можев да заспиам јас, иако немав ни еден подпис, иако немав ни од блиску упознаен со проблемите на тендерирање и чуда внатре во Министерството. Све што се десило, тоа што секој ден ВМРО сега го кажува и го изјавува, ни од блиску не сум бил упознаен, затоа што бев единствениот заменик министар кој што немаше ни едно овластување од тогашниот министер, сега председател на опозициона партија, и не можев да заспиам затоа што му регови на татко ми. Последните 50 години од кога памтам ја за здравство во Македонија, немаше
немало ваков скандал. И следните 50 години не очекувам да има во здравството ваков скандал. И затоа постои тој Лично вие, господин Хасани, сметате дека беше задоволена правдата во овој случај, бидејќи дел од роднините бара повторување на процесот? Многу далеко. Дали она остана во јавноста да виси дали кабелот бил самиот виновен? Меѓутоа, уште не се завршени сите процеси. Еве гледам и ВМРО веќе покренува, затоа што ја морално не ми е лесно јас да зборувам за тој настан кој јас сум дал оставка. Сега прв пат го спомнувам во јавност. Меѓутоа, затоа постои. Кога стоите на чело, каква влада е тоа на 69 загинати деца? Ни еден член на влада да не даде оставка. Значи, тоа е друга димензија. Не зборувам ја за административна одговорност. Меѓутоа, моралната одговорност не е имавме примери каде некој министри на времето дава оставки од такви причини, па премиерите не ги прифаќа, а сега да не биде сега и тоа некој театар, да почекаме да видиме каква... Не е така. Јас кога сум дал оставка, иако не ми ја прифати премиерот на времето, јас не стапнав во Министерството за здравство ни еден ден. 6 месеци додека ме сменија. Не стапнав во Министерството за здравство ни еден ден. Ни еднаш не отидов. Дури резултатите од ковид резултатите ги земав, ги чекав доле за да ми ги донесат. Ши сепак постои таа институција за не да се удоволи некој. Тоа е институција која што покажува на човечност и потекнува од самиот себе си. Правењето од циркус од различни ситуации како што беше досега, навистина и ова го поддржувам премиерот во тоа дека нема да се прави драма, да се снимаат филмови со качулки, да се шетаат и така натаму, да се утврди одговорноста, да се направи сериозна истрага, да се види објективно кој е виновен за секоја ситуација која што постои и на крајот на денот тогаш можеме да побараме одговорност и од морални причини, меѓутоа да се прави од ова во ваков тежок период да се прави политичка криза навистина беше непотребно според мене, ова е мој личен став и треба нека се приврши истрагата, сами спомнавте дека утре има пресконференција, обвинителството ќе каже каде е утврдило вината, ќе се оди на суд, ќе се утврдуваат дали постои, не постои вина, обвинението е издржано, не издржано, затоа рековме да не навлегуваме во работи кои што не се од домен на политичарите, на вистина ова е... Да, меѓутоа овие зборови не ви беа на времето кога изгореа 14 лица од Тетово. Тогаш го политизиравте ова ситуација. И денес зборуваме за тоа. Тогаш го подигнавте на највисоко ниво. Дали за вас е прифатливо, велите дека не е прифатливо, да нема виновник за таа ситуација? Не, сакам да кажам друго. Овие не ви беа на ВМРО, не беа овие зборови вака меки на времето кога изгореа, кога бевте опозиција, се сеќавате? Значи, вие бевте многу поагресивни во однос на правење на... И сме биле во право затоа што е било... Немаше протести. Обично немаше протести во тоа време, ни за никој од трагедиите. Обично има протести, еве сега има протести. Никогаш не сме злоупотребиле како ВМРО-ДПМН ваква ситуација, туку алудиравме на тоа да се најдат виновниците. И сериозна бројка на луѓе загинаа во тие неколку несреќи што бе. И на крајот на денот македонскиот граѓанин да слушне дека виновен бил кабелот кој што бил поставен таму и така. Во секој случај да, за вакви случаи обично се даваат оставки, но тоа веќе е пак прашање нели на личен став. Јас секако го поздравив вашиот чекор, господин Хасани. Имаме околу 10 минути до крајот на мисијата. Јас навистина очекувам да обвинителството да видиме што ќе каже и судот, како ќе пресуди. Сепак правдата мора да биде задоволена. Не може оно што го бараат родителите да не го испорача. Правдата е најмалку што може да се даде во овој случај. Да одиме са уште една тема имам за крајот од емисијата, бидејќи постојано дуи тоа го става на дневен ред. Најчесто од вашите соопштини кои што може да се прочитаат господин Хасани, на дуи мислам, не на вашите, дека албанскиот јазик се ускратува од јавната сцена, дека оваа влада тоа го прави, па законот за јазици, па имаше соопштенија, па дури изјави на лидерот Ахмети дека ако се чепне во јазикот нема ќе излеземе на улица, нема да се вратиме така натаму. Што е спорно за дуи, господин Хасани? Сакате од почеток све? Не, сега конкретно околу овие обвинувања беше најавена седницата нели на Уставниот суд, меѓутоа се одложи заради трагедијата во Кучани. Таму требаше да дојдат и представници од Венецијанска комисија, се работеше и за реализација на дел од препораки кои што беа од Венецијанската комисија, кои што беа дадени во претходната влада. Не согласувам дека заради Кучани е одложена само. Ден на жалост, мислам дека и во наша и во ваша вера се 40 дена. И 40 дена ние ги почитувавме сите.
без обзир на тоа кој бе, или од власта или од опозиција ги почитуват. Не велам дека тогаш Не може во тие денови кога беше не може да се најавена одложи сега. Председателот Костадиновски ја одложи седницата за после локалните избори. затоа што се политизира очигледно прашањето. Се политизира многу. Многу се политизира. Ама кого? Како? Од дуи не се политизира. Се политизира затоа што реално не смее да се игра со работи кои што се завршени и се финализирани. Зашто? Но ги слушнавте ли пораките еве и од американската амбасада дека треба да се остават уставните судии без политички притисок да ја Исто треба да се реализира? остават и овие судиите од судскиот совет без да се политизират и без да се прави притисок врз нив. Исто така треба да се остават и како се вика, Коцевски, без да се политизира и без да се прави притисок на него. Значи, сите треба да се остават на мир. Значи, ние не ги оставаме на мир. Јавниот обвинител до вчера беше најлошиот. Така? Затоа што го избраа претходната власт. И од вчера стана одеднаш добар. И ги прекинавме сите активности за да го смениме него. А очекувавте да го сменат? Да... Па не, ја не очекувам. Овие стана од ВМРО стана дека тој е најлошиот јавен Вратете се на темата, ве молам, Така. зборуваме за законот за јазици, затоа што дуи... Па ако сакаме да ги оставаме на мира, онда не треба да ги повикаме судскиот совет у собрание на интерпелација. И освен тоа да им правиме и друг притисок медиумски. И освен тоа да им правиме и од сите страни притисок за да дават оставка. Така ли беше? И на крај беше најавено дека има протести, решение на ДУИ, си поставиме наш човек во организиран криминал и не мора притисок да правиме. Еве сега да се пошегува малку, меѓутоа пола шега, пола вистина, обвинувањата беа тие дека се работи за човек кој што е близок до ДУИ. Не е така. За кого? За конкретно? За обвинителот за организиран во обвинителство за борба со организиран криминал. Имаше слики, објавуваше опозицијата, не знам. И не само за него, туку за сите за кои што побаравме политичка одговорност. Иако не сме како парламентите се гласат таму, затоа беа интерпелациите. И се изнаслушавме за сите како биле политички неопределени. Во ред. Сакав само малку да се пошегувам. Господин Хасани, довршете ја мислата околу законот за јазиците, бидејќи сме на крајот од емисијата. Апсолутно. Законот за јазици е еден од најголемите достигнувања на демокрацијата во Република Македонија. Тоа е шлагот на Охридскиот договор. Затоа што тоа што е предочено во Уставот со закон е довршено концептот на договореното после 2001. И нема што тој закон да се чепне. Нема никаква логика ние на тој закон повторно да го дискутираме и да го анализираме. Добро, но сепак сметате дека Уставниот суд независно треба да одлучи, како и да е. Уставниот суд, не знам дали имате информација, јас покренав интерпелација за председателот на Уставниот суд. Така нешто не постои, не може да се прави интерпелација. Па може, јас ја покренав со Европскиот фронт, веќе има во собраниска процедура и го очекувам господинот председател да дојде и да ги каже своите аргументи, што има против албанскиот јазик тој. Зашто зборува дека тој закон бил толку лош? Добро, постапуваат по иницијатива што е доставена до Уставниот. Постапуваат по иницијатива што е доставена до судот. Не, оние постапуваат, меѓутоа неговите изјави не постапува по иницијативи. Тоа се неговите изјави. Прво, зашто не го почитува законот? Во позадината кај што дава пресконференција само на македонски јазик. Во законот за јазици е обврзан и Уставниот суд да пишува и на албански јазик. Закон за јазици, тој е гласан и тој е обврзан да го почитува. Како сметате дека еден хирург нема да почитува стерилност или нема да користи нож, тој ги користи макази? И вие му верувате на тој хирург дека добро ќе ве оперира? Нема да ве оперира добро. И затоа ние покренуваме сомнение на независноста на председателот на Добро, тоа е веќе друга тема. Значи, вие сметате дека е потребна интерпелација како обвинувањето на уставните судии, дека Уставниот суд е над властите, бидејќи тоа е... А не се, овие судскиот совет не е над власта, не е трет столб на државата? Си има таму уставни подоби, сега јас не сум експерт да... Не, јас сум веќе станав експерт. Во ред. Станав експерт, така да ви кажувам дека не е така. Даваме збор на господинот Предановски, бидејќи ќе мораме да завршиме емисијата, а ќе имаме прилика во нека следна ме изненади почитуваниот колега со двојните аршини. Од една страна, ако судскиот совет се побара
интерпелации, ако има сомневање и вие спомнавте, ако има фотографии и така натаму, тогаш не треба да се сомневам. Не, јас само кажав што во јавноста се експлоатираше. Не треба да се сомневам, само чисто не, борете, и мој став нека биде, не ваш. Не треба тука да се сомневаме, а треба да се сомневаме, токму ги треба да се извадат стенограмските белешки и листата на гласање дека актуелниот председател на Уставниот суд е биран токму од владеачкото мнозинство предводено од судошто. Него амнестира од грешки. Уставните суди да постапуваат него амнестира од непочитување на законот. Нема по ниту еден и согласно мислењето од експертите дека нема право парламентот да одлучува за веродостојноста на уставните суди затоа што тие изгледуваат. Добро, само бидејќи заврши времето, да. Сметам по однос на ова прашање дека ДУИ како политичка партија го користи ова национално, ја фаворизира националната карта, иако сме сведоци дека од 2021 година, 12 јули, ако добро се сеќавам, ДУИ рече дека завршија сите прашања, исполнети се сите рамки од Охридскиот сето и стана зелена партија. Сега наеднаш, кога ДУИ е во опозиција, се отвораат прашања кои што задираат во националниот идентитет и сметаат дека нешто е кај нив загрозено и така натаму. Ова е тоа дневно политичко милје за добивање на дополнителни политички поени и секоја иницијатива ако вака се оспарува пред Уставниот суд. Не може да ги влечете за уши и да ги карате овие директорите кои што излегуваат и не зборуваат на македонски. Ова е таа реторика која што ја кажуваш. Не смее тоа да се деси. Албанскиот јазик е службен јазик во Република Северна Македонија. И точка, може да зборувам и на албански јазик. Јас немам никаков проблем. Не може да ме кара некој да ме смени. Ради тоа што јас не давам изјава на македонски јазик. Зашто некој да ме кара мене? Зашто? И да ме кара и да ме прети дека ќе ме смени. Знаеш, утре ако ова го повториш, ова грешка да зборуваш на албански ќе те сменам. Се работи за почитување на закони, веројатно. Значи, ни помина времето, гледам дека имате уште за што да зборувате во некоја следна емисија, се надевам ќе прифатите со господинот Продановски. Ви благодарам многу Илир Хасани и Дејан Продановски. Гости вечерва во Самовистина, почитувани ви благодарам што бевте со нас, останете со Канал 5.